Скопје се соочува со еден навистина голем предизвик и уште поголема можност да биде европска престолнина на културата во 2028 година. Но тука се поставува клучното прашање дали времето е на наша страна, дали имаме јасен план, визија за тоа како треба и кои стандарди да се исполнат, што треба да се направи на туристичката мапа и туристичката понуда во главниот град. Добар ден му велам на мојот гостин Елвир Садиковиќ, подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Добре дојдовте во емисијата Студио 10 и верувам дека ќе имаме еден мощен и интересен разговор на секако актуелна и интересна тема. Добро утро вам и на гледачите на вашата телевизија. Како што споменав, градот е ставен пред една, да речам, навистина голема цел. Тоа ќе биде еден предизвик, но од друга страна и една можност да видиме каде сме на мапата на туристичката сцена. Генерално, што може да очекуваме и што треба да ни биде клучниот предизвик за да бидеме европска престолнина на културата во 2028 година и кои ќе бидат клучните предизвици? Видете, Скопје е убав град. Значи, Скопје има богато културно-историско наследство, не само од осамостојувањето, туку и за време на бившата Југославија. Значи, беше место доста посетувано од странските туристи. Секако дека овој предизвик е голем предизвик за градот Скопје, меѓутоа и за нашата држава. И секако треба да се работи многу повеќе за да ја подобриме таа туристичка слика, да бидеме порепрезентативни, меѓутоа да бидеме подготвени во сите сегменти, доколку навистина сакаме да бидеме престолнина, односно европска престолнина. И можам да кажам како туристички работник и како туристички водич, дека навистина се наоѓаме пред еден голем предизвик, а тој предизвик бара многу работи со кои навистина градот Скопје и државата треба да превземе за во идниот период, за да се представиме во едно подобро, убаво светло и навистина Скопје да заличи како град на европската, значи европска престолнина. 2028 не е далеку, значи сепак тоа во време, дали имаме реално доволно време и што практично значи европска престолнина на културата? Каков предизвик е тоа? Видете, голем предизвик е, меѓутоа можам да кажам дека имаме и доволно време, меѓутоа и немаме доволно време од друга страна, бидејќи проблемите со кои што се сочуваше градот Скопје во минатиот период се навистина големи. Значи, можам да кажам како туристички работник, кој што, како туристички водич, секако и моите колеги може да констатира дека сликата на Скопје во минативе неколку години навистина нарушена. Проблемите со кои се соочувавме беа многу големи и навистина бара доста време за да се, ако можам да се изразам така, подобри таа туристичка слика на градот Скопје, затоа што Скопје со своето културно-историско наследство, со своите културни вредности кои што има, навистина би требало да биде еден град на европската или европска престолнина и секако дека треба да се вложи многу труд, многу голем план и програма, како што гледаме веќе од страна на градот Скопје и сегашниот новоизбраниот градоначалник на град Скопје, се преземаат многу мерки за да се подобри таа туристичка слика и се надеваме дека во идниот период и се надевам како туристички работник дека ќе се смогнат сите тие сили за да го подобриме Скопје и да го понудиме во едно поинакво светло и на нашите, можам да кажам, домашни гости, но секако и на странските гости кои што планираат покрај значи таа богата една културна програма која што се подготвува од страна на градот Скопје да понудат на домашните и на странските гости. Така, град Скопје го објави првиот јавен повик за финансирање на културно-уметнички проекти во рамки или на програмата Скопје европска престолнина 2028. Меѓутоа ќе има и други повици, нели според најавите, меѓутоа она што не само како културна понуда треба да го анализираме, туку и како практичен предизвик. Еве, она што е најмногу можеби битно, инфраструктурата, дали може да се издржи некој поголем туристички бран, сообраќајот од една страна, јавниот превоз кој што треба сигурно да биде нели подостапен, но тоа се реални предизвици со кои што и сега ние се соочуваме и граѓаните на главниот град.
Секако, сите тие сегменти ќе влијат, можам да кажем, на таа една слика, меѓутоа со една добра програма, план и активности на градот Скопје, а секако тука треба да бидат вклучени останативни институции, секако дека би требало да се подобри таа слика. Како што кажав и во минатото, се соочувавме со големи проблеми, значи инфраструктурни проблеми, нечистотие, нехигиена, значи неодржување на културно-историски споменици. Едно, можеме да кажеме со еден збор, беше запоставен значи главниот град, меѓутоа еве повторно имаме високи очекувања исто така од градоначалникот на градот Скопје. И се верувам дека во идниот период ќе се подобри таа слика и ќе можеме да понудиме нешто поинако, за разлика. Од она што вие најубаво еве го знаете во пракса и на терен, дали имаме доволно силна и автентична културна приказна? Апсолутно. Значи Скопје е град, како што кажав, богат со културно-историско наследство, низ вековите. Можеме да понудиме, меѓутоа секако дека за тоа треба да биде организирана добра промоција, не само на градот Скопје, туку генерално зборам на државата. И во минативе можем да кажеме 15 години зголемен е бројот на посетители, значи странски посетители. Скопје стана многу интересантна дестинација покрај нашиот балкански Јерусалим, Охрид. Стана многу интересантна дестинација како дел од тие балкански рути и верувам дека во идниот период со една добра промоција, со едно планско работење и системско решавање на некои проблеми кои што ги имаме во значи инфраструктурни и останати проблеми, јас мислам дека можеме повторно да го вратиме сјајот на градот Скопје и да понудиме нешто многу подобро и поинакво за разлика од минатото. Така, како туристички работник, кои се може би да ги детектираме клучните позиции, клучните места кои што се автентични и интересни во Скопје, кои што може да понудат една интересна туристичка приказна, на кој што треба да се стави посебен акцент, особено пред предизвикот Скопје европска престолнина на културата? Секако дека на прво место е Скопската стара или турска чаршија, кој што е еден мултикултурен и мултиетнички споменик, кој што датира веќе, можеме да кажеме, од почетоци се од 12-тиот век, меѓутоа со доаѓањето на Османската империја и со изградбата на самата чаршија, навистина е еден културно-историски споменик, кој што секако треба да се даде акцент. Нормално дека тука е и централниот дел на градот Скопје, односно плаштадот Македонија, со сите тие содржини и културно-историски споменици, кои што фактички ја представуваат македонската историја низ различни временски периоди. И јас секогаш и при прошетка на странските групи, еве и по вашето гостување во вашата телевизија, веќе имам група од Република Србија кои што доаѓаат, кажуваме дека имаме еден најголем отворен музеј во регионот, а тоа е плоштадот Македонија, каде што имаме многу значи скулптури и споменици кои што ја представуваат македонската историја. Секако тука е водно Милениумскиот крст, не смееме да заборавиме Кањон Матка, кој што е еден од, можам да кажам, најубавите кањони, природни богатства и кањони во Европа и во светот. Секако дека треба да се даде акцент. Генерално, значи, можеме да кажеме дека Скопје има потенцијал, има една автентичност, има една автентична приказна. Скопското кали исто така, не смееме да го заборавиме, аквадуктот, кој што е еден од ретките во Европа и на Балканот. И се надевам дека со една добра промоција, со една добра организација, значи можеме да направиме Скопје повторно да биде значи еден центар на Балканот и место кој што туристите секако дека повторно ќе го одбират за да се вратат и да го посетат. Во однос на кадарот, дали имаме доволно обучен кадар и во однос на водичи, и во однос на угостителски работници, културни работници? Можеме да кажеме делимично, не можеме да кажеме дека немаме доволен кадар. Една од проблемите кои што се соочува туризмот како брзо растечка индустрија е недостаток на туристички работници, меѓутоа квалификувани и едуцирани туристички работници, затоа и ние како Македонска асоциација туристички водичи и придружници од нашето формирање
во 2019 година во тогашното Министерство за економија, бидејќи немавме Министерство за култура и туризам, знаете дека сега се формирањето на новата влада се формира Министерство за култура и туризам. Значи, поднесновме безброј барања, секако и состаноци за подобрување на таа едукација, пред себе ќе кажам во делот во нашата дејност, значи на туристички водичи, бидејќи покрај образованието или можем да кажам знаењето кој што го стекнуваат на факултетите, сметаме како асоциација дека на туристичките водичи повеќе им недостасува практичната работа, односно практичното работење, кој што за жал го немаме во некои институции и сметаме дека е недоволно и заради тоа поднесовме безброј барања за да се подобри таа едукација. А и секако дека преку нашите барања, а исто така и елаборатот кој што го изготви нашата асоциација и кој што е доставен до Министерството за култура и туризам, се надеваме дека во идниот период Министерството ќе воведе или ќе донесе некои измени во едукацијата на туристичките водичи, бидејќи јас кажав дека еден од најбитните фактори во туристичката индустрија се туристичките водичи. Секако дека тука не треба да ги запоставиме и останативе туристички работници, значи имаме потреба од добри келнери, рецепционери, значи и останати професии кои што се во туристичкиот сектор. Кадар што го бара и регионов, имено па многу наши заменуваат така надвор. Меѓутоа се сочуваме со еден проблем каде што имаме исто така и голем отлив на туристички работници заради, можем да кажам дека таа слаба финансиска позиција или слабите плати со кои што се сочуваат туристичките работници, и така да во тој еден, можем да кажам, лавиринт во кој сега се наоѓаме, сметаме дека пред се тука институциите треба да преземат исто така иницијатива, меѓутоа исто така и факултетите, и треба да се во иднина да се создаде еден обучен кадар кој што ќе може да одговори на сите предизвици кои што ги имаме, бидејќи како што кажав и претходно, туризмот е брзо растечка гранка, се сочуваме со секакви предизвици, имаме разни профили на туристички групи и сметам дека тој дел треба да се подобри за во иднина да можеме да понудиме на странските гости, значи еден квалитетен и едуциран кадар. Така, бидејќи практично имате директен увид во тоа како Скопје изгледа во очите на туристот кога ќе дојде нели кај нас и генерално во очите на светот, бидејќи туристичкиот водич е првиот со кого нели стапуваат во контакт, очекуваат информација повеќе за културната понуда, за нешто што е традиција, нешто што е интересно, некоја приказна практично што ајде условно да кажеме ќе ја продадеме за да може нели да таа да се пренесе, па потоа да стане нели интересна некоја дестинација која што ќе привлече се поголем број на туристи, како велат, пренесената приказна од човек на човек можеби е најдобрата реклама која што може да биде направена. Како се станува добар туристички водич? И со коеве се предизвици сте соочени? Едно е од очекувањата што ги имаат од вас, меѓутоа што е со очекувањата што вие ги имате? За жал ќе кажам, ќе констатирам дека слаба едукација и покрај тоа што факултетите нудат, меѓутоа ние сметаме дека тој образовен систем или едукативниот дел треба да се подобри, да се зајакне со цел да имаме поквалитетни и поедуцирани туристички водичи. Секако дека нашата асоциација понуди исто така еден вид на едукација од наша страна. Се надеваме дека во идниот период и министерот и Министерството за култура и туризам ќе донесе една позитивна одлука и ќе можеме да ја подобриме таа состојба. Инаку, како што кажав, туристичките водичи се еден од, можеме да кажем, најважните фактори во туристичката индустрија. Многу малце од нашите сограѓани, нашите жители на нашата држава знаат околу тоа дека ова е многу специфична професија. Туристичкиот водич е лице кој што им мора да има познавање пред се, мора да има стекнато образование од некои од релевантните институции, меѓутоа во исто време мора да има многу големо познавање од историја, од географија, од повеќе области, значи археологија, економија, социологија, психологија, значи мора да владее со некои од странските јазици, значи исто така мора да
има сите тие комуникацијски вештини и вештини на работа со луѓе. Значи тоа е многу една специфична професија. Туристичките водичи, значи, немаат работно место, нивното работно место е на терен, значи ние сме изложени на сите временски промени, на сите временски услови. И секако дека туристичките водичи не се само една, како што, некој вели, некоја врска помеѓу агенциите и групите, или само да пренесуваат информација, туку тоа се значи, луѓе кои вршат една професија, а таа професија е многу специфична, во смисла дека покрај тоа што ја водат групата, исто така се задолжени за организација, за безбедност, меѓутоа во исто време вршат интерпретација на културното и историското наследство на нашата држава и природните убавини значи ги представуваат на оваа држава. Како што кажавте вие, значи Македонија е нашата држава е богата со културно-историско наследство, имаме многу легенди, имаме многу автентични приказни, имаме многу автентични места. И секако дека сето тоа треба да се пренесе и да се интерпретира на еден професионален начин. Затоа што ние влиеме врз таа перцепција на странските гости за нивното повторна посета или доаѓање на овие простори. Меѓутоа, за жал, ќе кажам за жал, и јас неколку пати тоа го изјавив, и преку вашиот медиум, кога гостував пред некој известно време, а и на другите медиуми, ова професија беше маргинализирана. За жал, туристичките водичи се ставени во таква една позиција во кој прво немаат решено статусот, значи пензиското и здравственото осигурување. Значи не ни е регулирано. Тоа ние го понудивме како Македонска асоциација, уште пред на самото формирање наше во 2019 година, тогашното Министерство за економија, меѓутоа не наидовме на никакво разбирање. Втората работа со која се соочуваме исто така е дека не сме буквално заштитени од страна на институциите, од државата. Јас во повеќе медиуми изјавив дека во минативе 15 години и повеќе имаме буквално дивење на странски туристички водичи, значи на територија на градот Скопје и на нашата држава. Институциите не преземат никакви мерки пред се да го спроведат, односно да ја спроведат законската регулатива, да ги санкционираат значи овие странски туристички водичи. Кога кажуваме зашто дивење во смисла дека согласно законската регулатива и согласно Законот за туристичка дејност во Република Македонија странските туристички водичи, представувањето на културното и историското наследство може да се врши само од лице кој што е лиценциран, односно кој што има легитимација, односно е локален туристички водич, односно водич во нашата држава. Меѓутоа, за жал, ние ден денеска, сигурно дека и вашите гледачи, а и пошироко може да видат, имаме присуство на странски групи, институциите надлежни за да вршат ова контрола, нормално изјавуваат дека немат надлежности и ние имаме буквално сквернавење на нашата историја, замислете во централното градско подрачје, во Охрид, во нашата држава, и ние неколку пати упативме барање до Министерството, еве и повторно упативме барање, јас се надам дека ова ќе го слушне и министерот, а и останатите кои што се одговорни во овој сектор, дека е време нашите институции да преземат мерки да ги санкционираат овие странски водичи, бидејќи ова е противзаконски во нашата држава, а да не спомнам или да кажам како е регулирано во другите држави. Еве да споредиме, сакав да ве прашам како надоврзување еве на вашиот одговор, сме излегле нели сите надвор, независно од која и да е нели европска метропола да ја посетиме, замислете да отиде наша група и да таму да нема некој локален домашен туристички водич кој што нели ќе им ја презентира туристичката понуда, туку нели наш. Тоа пластично така би изгледало, нели? Меѓутоа е незамисливо. Еве, јас сега додека говоревте се потсетив на едно од последните патувања во Италија, веднаш ве пречекува друг водич. Водичот наш се повлекува, значи не смеат ни да помислат дека можеби без локален водич
некоја група туристи би отишла да го разгледа градот или да ги види знаменитостите кои што ги нуди. Значи, тоа е сигурно дека една од работите со кои што си го штитат, нели, секторот, си ги штитат туристичките водичи, на крајот од денот си ја штитат државата, историјата, културата, автентичноста, за тоа како ќе биде интерпретирана, како ќе биде прикажана, нели, нивната земја во очите на странските туристи. Токму така. Ние сме сведоци, јас и моите колеги кои што покрај тоа што работиме како туристички водичи на територија на Република Македонија, ние работиме како туристички придружници. Значи, патуваме во странските држави. Еве, јас нема да отидам многу далеко. Значи, ќе ви дадам пример во регионот. Прво, нашите блиски соседи во Република Србија, Република Албанија, па можам да ви кажам и во Косово. Значи, вие без локален водич, вие не смеете воопшто, значи, да вршите разглед на територија на местото каде што сте упатени. Значи, вие прво мора да имате договор со туристичкиот водич. Туристичкиот водич, како што вие кажавте, ве пречекува, како и што ние ги пречекуваме, впрочем сите групи кои што се најавуваат и кои што ја почитуваат законската регулатива, меѓутоа во исто време институциите стојат за туристичкиот водич, туристичкиот сектор, меѓутоа и го штитат културното и историското наследство на својата држава. Ние овдека буквално дозволуваме и покрај сите проблеми кои што се очуваме, со негацијата на македонскиот идентитет и на македонската историја, ние дозволуваме во централното градско подрачје, еве вашите гледачи нека слушнат, институциите нека го слушнат ова, дозволуваме водичи од Бугарија, од Грција, од соседни држави да ја презентираат според нив и нивната историја тоа што треба да го слушнат странските туристи, кои што тотално јас мислам дека е недозволиво и не смееме да дозволиме некој во наш, можам да кажам, во нашата држава, во нашиот град, да работи противзаконски. Затоа што тотално е недозволиво. Вие ова да се замислете, еве јас како туристички работник, замислете ме мене во центарот на Софија, што мене ми се случи пред некои, можам да кажам, 10 години, да застанам пред споменикот на цар Самуел, еве не знам дали нашите гледачи знаат, и оние го имат, меѓутоа можеби во помало издание во Софија, да застанам со македонска група и да зборам. Замислете кои ќе бидат последици. Последиците ќе бидам казнет, ќе бидам приведен, а можеби ќе ми биде забранет и влез во државата. Значи секој според законските прописи, секој град, секоја држава, сите институции го чуваат и го негуваат културното и историското наследство, бидејќи тоа е законски определено и постои законска регулатива. Меѓутоа, за жал, кај нас не имаме дивење. Имаме во градот Скопје, имаме во градот Охрид, имаме во градот Битола. Ние повеќе пати како Македонска асоциација во минатиот период, еве нека слушнат и гледачите, нека знаат дека нашата асоциација е таа една единствена која што во минатиот период освари многу состаноци, средби и со представниците на Државниот пазарен инспекторат и со Министерството тогашно за економија, им кажавме, им понудивме законски, па дури законски решенија, нормално во консултација со правни експерти. До ден денеска немаме никакви одговори, очекуваме. Имаме високи очекувања сега од Министерството за култура и туризам, веќе ние исто така и поднесовме барања и образложенија, секако и едно решение кое ќе мислиме дека ќе биде идеално во иднина до Државната пазарна инспекција. Очекуваме реакција на институциите, сезоната е веќе започната, значи немаме многу време. Како и што кажавме да се навратиме за Европската престолнина 2028, доколку сакаме да ги пречекаме сите гости на еден достоинствен начин, а исто така тоа да им го представиме на еден достоинствен начин, целото културно-историско богатство на нашата држава и наследство, ние треба да бидеме организирани и да ги решиме што поскоро овие проблеми, за да не се соочуваме со понатамошни проблеми во нашето работење. Решение има, само потребна е волја и сериозна законска рамка да се седне со сите засегнати и да се направи една стратегија подолгорочна, затоа што рековте ова не е само акутен проблем што се јавува од време на време, бројките покажуваат дека има
зголемен интерес, нели, и за Скопје, и за Охрид, и за останатите градови, како туристички дестинации да се видат. Меѓутоа, од друга страна, мора да се направи една сериозна стратегија. Ова што го споменавте е сериозен аларм за сите нас како граѓани, а дополнително и за институциите, како се представуваме во очите на светската јавност. Сега едно од прашањата ми беше колку сме конкурентни во однос на останатите европски градови, бидејќи знаеме кога и да имаме можност да посетиме некоја европска метропола, колку многу се вложува да бидат практично музеи на отворено, но со содржини и со зачувување на историски знаменитости кои што може да ги понудат, повторно ќе кажам, како приказна на туристите. Нешто што им се продава, нели, и како материјално и како нематеријално културно богатство. Можеме да понудиме, имаме доста да понудиме, меѓутоа има и многу доста да се сработи. Секако до 2028 година се надеваме дека институциите градот Скопје ќе смогнат сили со една успешна организација, со уште успешен, еве да кажам, ако може да се изразам, акционен план, ќе успеат да ги вратат сите тие, можем да кажам, да ја вратат таа ситуација пред некои 10 на 15 години. Сите бевме сведоци на едно ново Скопје, Скопје кој што доживеа една длабока ренесанса. Без разлика, не навлегуваме светлана во вкусови околу проектот 2014, меѓутоа факт е дека тој проект и разубавувањето на централното градско подрачје со сите содржини, јас како туристички, јас како туристички работник ќе кажам и потврдувам дека Скопје никош повеќе немало туристи, па дури во некои податоци кои што беа имавме некаде 3 пати повеќе туристи од Охрид. Можеме да кажеме колку е зголемен број на посетители, значи на странски туристи. Убави содржини, убави декорации, пак ќе кажам, не навлегувам во вкусови, меѓутоа Скопје доживеа ренесанса, покрај сите тие ренесанси кои што имаше во историјата, значи и за време на, да кажам, Османската империја, и за време на првата Југославија, можеме да кажеме и за време на Југословенската федерација, по земјотресот 1963 година, меѓутоа со овој проект доживеа едно убаво освежување со некои содржини кои што навистина требаше да бидат предизвик за институциите, требаше да се изготви еден план за нивно одржување, тековно одржување, меѓутоа за жал се соочивме со проблем со промената на власта заради, можам да кажам, нечии интереси, заради нечии политики. Да останат само предизборни ветувања, така, секогаш кога. Скопје остана запуштено. Еве можам да кажам во мандатот на минатиот градоначалник, буквално 4 години, а и пред градоначалничката исто така, Скопје беше запуштено. Значи доживеа, можам да кажам, еден колапс на сите културно-историски споменици. Еве денеска самите наши граѓани може да видат дека поголемиот дел од културно-историски споменици не се одржани, не се одржуваат. Сега се вршат поправки на фонтаните, значи повторно ќе мора да се направи осветлувањето на камениот мост, на калето, навистина да се врати таа слика, паметиме онаа слика на калето кога можеме и да прошетаме и да го видиме. Секако навистина да се врати слика, да се врати слика на тоа Скопје. Еве јас ќе им препорачам, ако не веруваат делот гледачите, да побарат на YouTube, каде што пред некои 10 или 15 години има снимки од дрон. Како изгледаше калето, ама се сеќаваме, не е толку сега. Може би помладите генерации сега ќе им раскажуваме, меѓутоа навистина ви кажувам, ние имавме дури и ноќен разглед на град Скопје со странските туристи. Обично некојаш странските туристички групи така темпира да дојдат подоцна, во потоцнешните часови, значи попладне или навечер, за да можеме да имаме ноќен разглед, да уживаат во убавините. Меѓутоа, за жал, тоа го снема. И тоа, значи, тотално Скопје, можем да кажем, го изгуби тој сјај. Па сега ќе се радуваме на Калемегдан, например. Сега се надеваме идентично имаме и уште поголеми убавини со кои што сега се надеваме дека со новиот план за ревитализација, односно за
можем да кажем, едно освежување на овие содржини на градот Скопје, ќе му се врати сјајот на градот Скопје, на символот на градот Скопје, тоа е стариот камениот мост, кој што можем да кажем дека е едно од највпечатливите примероци на отоманската архитектура на Балканот. Тука е Скопското кале, тука е чаршијата, тука е централното градско подрачје. Сметам дека во идниот период, доколку градот Скопје и своите службите и секторите ја работат одговорно, совесно и организирано својата работа, ја сметам дека сејот на Скопје повторно ќе се врати, а ние со такво едно Скопје, кој што го имавме пред едно 15 години, и со ретре други содржини и културни настани кои што ќе се подготвуваат според програмата на градот Скопје, ќе можеме културно, достоинствено и гордо да ги дочекаме странските туристи во нашата држава и во нашиот град. Да, искрено се надевам дека е така, затоа што навистина Скопје го заслужува тоа, граѓаните го заслужуваат тоа и не очекува еден голем предизвик пред кој што ќе бидеме исправени и мораме сериозно да одговориме, затоа што ваква една титула си бара, нели, и посебни критериуми. Апсолутно, јас ќе ви кажам дека очите на Европа во 2028 година ќе бидат свртени кон Скопје. Ние навистина народно да се изразам, ќе треба да ги засукаме ракавите, а пред се градските власти да се поработат на сите тие недостатоци и сите тие за жал нарушени места, односно слики, да се врати таа убава туристичка слика на градот Скопје, вклучувајќи, значи, осветлување на многу културно-историски споменици, значи, еве јас ќе кажам секако и создавање на една комунална полиција, која што навистина е потребна на градот Скопје, бидејќи гледаме дека покрај тоа што сите се трудиме да го одржиме градот Скопје, се уште свеста кај поедини луѓе или поединци не е издигната на потребно ниво, така да тука за сите тие нечистоти или фрлање на смет или било каде во централното градско подрачје, ја мислам дека треба да се формира на комунална полиција кој што ќе има овластување, кој што ќе можува да казнува на терен, а секако дека тоа ќе влие за подобра, можам да кажам, и почисто Скопје во идниот период, така да нешто што како основен критериум мора да ни биде. Апсолутно, еве да земеме пример соседните градови, на пример градовите во другите држави. Ете Подгорица, Сараево, Белград. Некој ќе каже па добро, па и они имаат некаде некои места. Да, меѓутоа централното градско подрачје, некаде е различно од централното градско подрачје, културно-историските споменици, институциите. Значи, тие секоја се одржани секогаш, значи самите институции укажуваат на еден и тие културно-историски споменици укажуваат на еден идентитет на таа држава. Значи, през секој министерство или през секој музеј, значи има државно знаме, Светлана. Значи тоа се почитува. Сериозен пристап, така. Сериозен пристап има, а тоа знаете како влие во очите на странците. Ние денеска се уште пред некои институции, пред некои културно-историски споменици, па дури немаме ни табли. За жал. Информативни табли, за да можат странците дали на македонски или на англиски јазик да прочитат, затоа што не секогаш оние сакаат да ги слушат туристичките водичи. Некогаш сакаат, имаме и таков вид на туристи кои што самите истражуваат, кои што сакаат самите да го истражат Скопје, дали стариот дел или новиот дел. Значи поминуваат да ги разгледат културно-историските споменици и ретре други работи за кои мислам дека треба да се направи една добра програма и еден добар акционен план кој што треба да се спроведе од градот Скопје и институциите. Така, брзиот развој на технологијата си го носи своето. Има многу и како што споменавте туристички номади кои што сакаат да истражат нешто ново со авантуристички дух, секако да има понуда, нели, понуда и за нив, меѓутоа она што нели е наша задача да го направиме е да ја имаме таа понуда, па да имаме што повеќе информации, па да раскажуваат за нас. Би сакала да го искористам вашето присуство и за можеби една сигурно тема која што ги интересира нашите граѓани, имајќи ја во предвид ситуацијата нели на Блискиот Исток, војната која што ги помести некако работите и плановите во однос на туристичкиот сектор, па сега голем број на граѓани од страв
откажуваат аранжмани, размислуваат за тоа која дестинација би избранен или во пресред на летото. Што е она што еве како туристички работници би го посоветувале во однос на овој аспект и дали може да се каже дека ќе има некоја подобра можност граѓаните да слободно да размислуваат, да не се плашат пред се за тоа како ќе го испланираат нели своето време. Видите, со почетокот на војната во Иран, на Блискиот Исток, секако дека таа нестабилност се нормално дека се рефлектира на туристичкиот сектор. Генерално збориме во глобални рамки, во светски рамки. Ја минува туристичката слика сепак? Апсолутно ја минува туристичката слика, бидејќи поголемиот дел од туристичките аранжмани, авиолетови на поголемите авиокомпании, како еве, не знам дали слушнавте минатиот период Lufthansa, откажа голем број на летови кон некои дестинации, значи во светот од тие причини, можеби заради недостатокот на горивата, керозинот, зголемување, не знам, редукција и така натаму, кој што го имат преземено од нивна страна, така да таа една нестабилност навистина ја дестабилизира, можем да кажам, туристичката индустрија не само во нашава земја, туку и пошироко. Секако дека страфот од војната и од некои останати последици кои би дошле од како резултат од војната влијаеше многу врз туристичкото работење, така да еден голем број на туристички агенции па дури откажа аранжмани и секако дека поголемиот дел од нашите гости кои што се љубители на тие далечни дестинации, исто така мора да ги откажат нивните патувања. Тоа не се одрази само на outgoing, значи на надворешниот туризам. Туку тоа се одрази и кај нас на дојдојниот туризам. Така да се соочуваме со една криза, моментално во која се наоѓаме. Тоа што би препорачал како туристички работник е секако, ако се љубители на далечни дестинации, заради самата состојба, војната состојба, откажување на голем број на летови, топло би им препорачал да ги користат туристичките дестинации во регионот. Зборам, тука е Турција, која што навистина е водечка, една од водечките сили во туризмот, можем да кажам, во светот. Прекрасната Егејска обала, Анталија, Аланија, тука можем да им препорачам. Секако дека Грција како нас јужен сосед, меѓутоа исто така не треба се занемари Јадранското море, Црна Гора и Хрватска, така да евентуално тоа би била евентуална замена за тие малце подалечни дестинации. Секако и домашниот капацитет туризам овде кај нас за оние кои што нели ќе доаѓам до главното, а тоа е секако дека пред се, ако сакаме да помогнеме на нашата држава, да помогнеме на нашиот туризам, значи на нашите угостители, на нашите туристички капацитети, е секако да барем еднаш одбереме некоја дестинација, тоа да биде Охрид, да кажам, Берово, па Преспа, Дојран и сите други туристички дестинации, барем еднаш, бидејќи исто нашиот туризам се соочува со голем пат на туристи, имаме слаб прилив на туристи од далечната Азија, од Азија, од Европа, меѓутоа и од Турција. Прошлата година, веќе во март месец, февруари-март, имавме голем прилив на туристи, меѓутоа сега, за жал, заради ситуацијата, можеме да кажеме дека според некоја слободна проценка, можеме да кажеме и на теренот, хотелите се полупразни. Имаме присуство на некои туристи, групи туристи странски, меѓутоа тоа се нискобуџетни, Светлана, нискобуџетни групи кои што не придонесуваат или не можеме да рачунаме некој поголем девизен прилив кој што ќе биде од бенефит за нашата држава или за туристичката индустрија. Тоа се тие low cost, ако можам да кажам, групи. Најповеќе даваме акцент на туристите од Европа, од Турција и од Азија,
кои што се големи потрошувачи, меѓутоа заради моменталната состојба во која се наоѓаме, навистина е еден мал хендикеп, се надеваме дека нема да продолжи вака, сезоната веќе отпочната, се надеваме дека и војната во Иран ќе донесе, значи, ќе евентуално ќе се реши состојбата, со што ќе се малце подобри, меѓутоа последиците ќе бидат далекосежни. Значи, не можеме да кажеме дека оваа година ќе имаме некој голем прилив на туристи, меѓутоа се надевам дека со престанокот на војната во Иран некако малце ќе се подобри состојбата, а со тоа и ќе можеме да имаме еден малце поголем, да кажам, прилив на туристи во идниот период, со што би се подобрила таа туристичка, можем да кажам, слика или прилив на туристи во нашиот град и во државата генерално. Ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас, имавте сериозни аргументи кои што заслужуваат и сериозно разгледување, секако се седне заедно на маса и да се аргументирано да се анализираат и во крајна линија да се најдат конкретни решенија, бидејќи и Скопје, генерално и целата земја заслужува стратешки решенија, навистина да бидеме еден добар играч на туристичката мапа и дестинација која што ќе ја бираат странските туристи. Се надевам дека преку вашиот медиум, јас повторно јавно ќе ви се заблагодарам, кој што ни одвојувате и време, за да можеме дел од овие проблеми да ги кажеме кај вас. Се надеваме дека со една мудра и јасна политика која што ќе водат институциите, ќе можеме прво да го решиме проблема со туристичките водичи. Вториот најголем проблем е со присуство на странските водичи, тие да бидат санкционирани и евентуално да се санкционираат и да се изречат па и дури и казни на тие со што ќе се заштитиме ние. Јас уште еднаш ви благодарам многу и се надевам дека во идниот период ќе имаме уште подобра соработка и ќе имаме подобри информации за вас и за гледачите. Секако и теми за разговор, бидејќи рековме не е толку далеко 2028 година, Скопје е европска престолнина на културата во која што сите како граѓани ќе имаме удел, зависи од сите нас како ќе се представиме и како ќе бидеме во очите на светската јавност. Уште еднаш благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото, бидете со нас.